Речиси неполни 30 години ја крста нам Република Македонија. Во овие изминати 3 децении речиси нема населено место низ кое не сум поминал или не сум направил документарен видеозапис. Неколку пати сум ја посетил Долненската општина. Сум бил речиси во 2/4 од вкупно 30-тината колку што се села, а ми останаа уште 5-6 селски населби помеѓу овие неколку преостанати населени места во оваа општина. Се одлучивте, така да речам, повторно да го посетам селото Слепче. Може би се прашувате зошто се одлучив да дојдам во селово. Одлуката падна, така да речам, речиси 30 дена кога бев по нови документарни записи во општина Долнени и додека чекав на железничката станица Прилеп со попладневниот воз за Скопје, кој според возниот ред од железничката станица Прилеп за Скопје тргнува околу 13 часот и 35 минути, а речиси 60 минути бев порано дојден, решив малку да поодморам, што се вели, и да се ја оладам душава со надалеку познатата прилепска лимонада, која се уште може да се најде во Малското гранапче, кое се наоѓаше во непосредна близина на Прилепската железничка станица, и додека го чекав мејанџијата да ме ја донесе лимонадата, ми задзвони мојот телефон и кога од другата страна на телефонскиот апарат слушнав еден, така да речам, познат глас кој ми велеше: "Почитуван господине Зоране, не знам дали се сеќавате на мене. Јас сум Добрица од Манговци, од џорета од Рилево, кога се сретнавме во Прилепскиот пазар за прочка", ми рече. "Се сеќавам, уште добро се сеќавам, како не се сеќавам", и одговорив. Од името на местната заедница и од црковниот и манастирскиот одбор од селото Слепче те покануваме да ни дојдеш на гости на нашата црковна слава посветена на Свети Ѓорѓија, која секоја година ја празнуваме, оти тогаш сето село ќе биде собрано да направиш една убава слика, онака како што ти умееш да ја насликаш. "Те очекувам да ни го потврдиш твоето доаѓање", ми рече. Не пооди долго време, поточно речено 10 дена пред Ѓурѓовден, го зедов телефонот, го пронајдов телефонскиот број на Драгица од Манговци, задзвонив. Не пооде долго време, воспоставив телефонска врска со бројот што го бирав. "Добар ден, Добрица од Манговци, Рилевката ми треба, новинарот Зоран ја бара", проговорив преку апаратот. "Добар ден, овдека Добрица од Манговци, Рилевката, Зоране, ти ли си?" Го слушнав нејзиниот глас од другата страна на телефонската линија. "Јас сум", и одговорив. "Како си ми, Зоране?" ме праша. "Добар сум", и реков. "Ќе ме израдуваш или?" зачудено ме праша. "Кажи им на твоите соселани дека за Свети Ѓорѓија ќе дојдам во Слепче", и порачав. Ќе им кажам, те чекаме, одамна сите те чекаме, сите знаат. Голем мерак ми направи, Зоране, мощен голем мерак, ќе им кажам уште сега. И да си знаеш, ние 2 дена гости чекаме и заслуг правиме, а утредента и литургија си имаме и црковен ручек си даваме за здравје. Многу народ ќе има", со радост одговори Добрица од Манговци, Рилевката. "Ќе дојдам, бе, како нема да дојдам? Само ти кажи кога." "Да, со возот ќе дојдем." "Да, со возот, да. Добро. Аха, да. Ќе направиме се ќе направиме. Како ќе кажеш, нема проблем, ја да. Ама заедно ќе бидем. Да, заедно ќе стигнем јас таму. Така, да. Договорено. Речено, сторено, што се вели. Ден пред Ѓурѓовден, народски кажано, за Прилепското село Слепче тргна во утринските сати, народски кажано, со новиот воз кој многумина го нарекуваат кинезот Цетунг, по поранешниот кинески државник Мао Цетунг, кој од железничката станица во Скопје во правец на Прилеп, според возниот ред, секој ден поаѓа во 6 часот и 53 минути. Уживав додека патував. Рече си не забележав кога така брзо, за неполни 2 часа, возот помина
низ Таорската клисура, движејќи се паралелно со реката Вардар, навлегувајќи во живописниот предел на Азот, низ колоритната убавина која со векови ја создава долината на река Бабуна и планинските горостаси, Мокра планина со Солунска глава, Мочур и Бабуна, застанувајќи за кратко во многу вековното село Богомила, накачувајќи се под падините на Орешка чука, неуморно пробивајќи се низ така да речам 20 промилската стрмна железничка делница од 20-тината километри се до Богомилскиот тунел, поминувајќи ја неговата 4 километарска должина за неполни 2 минути, попатно застанувајќи на железничките станици Ореше и Гостиражна, точно според возниот ред во железничката станица Срепче пристигна во 9 часот, каде што ме пречека еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, антрополози, географи и историчари, а воедно дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријево филм, професорот Драгош Албиновски, и заедно со него за кратко време пристигнале во селото Слепче, каде што не пречека Добрица од Манговче и Левката, заедно со неколкуте мештани кои ги завршуваа предпразничните подготовки за Ѓурѓовден во црковниот двор, чиј патрон го носи името црквата Свети Ѓорѓија. Деното по утрото се познава, вели народот. Денот беше пролетен, небото кристално чисто, сонцето што туку беше изгреано над Мукос планина, мештаните од селото Слепче, заедно со црковниот одбор, ги привршуваа подготвителните работи за заслогот посветен на Свети Ѓорѓија, чиј патрон е и на селската црква. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во Прилепсково село Слепче, на црковната слава посветена на Свети Ѓорѓија, оба 2023 Господово лето, кој се празнува со векови во ова село. Пред вечерните сончеви зраци, милувајќи ја Мукос планина, пред се црквата Свети Ѓорѓија ја навестуваа празничната атмосфера на православната екумена посветена на Свети Ѓорѓија, а ширум северниот дел на Пелагониското поле, како бисер гердан се зареди народ во правец на селото Слепче. Црковниот двор набрзо се наполни со народ. Благословено е царството на Отца и Сина и Свети. Почитувани мои, видеот од записот од пригодната вечерна празнична прослава, од заслогот вечерната богослужена литургија, од благословената вечерна трпеза, што ја организираа црковниот одбор пред се годинашните домаќини, кои во чест на Свети Ѓорѓија ја подготвија богослужената трпеза, ова 2023 Господово лето, кој што векови се одржува во ова село и во овој храм, предлагам дел од ова празнување да проследите во продолжение на оваа репортажа. Еве денес на овој убав пролетен сончев ден се наоѓаме во селото Слепче Прилепско, односно по новата територијална реорганизација во општина Долнени, на големиот христијански празник Ѓурѓовден. Значи, храмот е на црквата Свети Ѓорѓија во селото. Има доста верници денес присутни. И јас ќе се обидам оние мои сознанија и познавања што ги имам и за празникот, а и за самиот светец, Свети Ѓорѓија, да ви ги пренесам. Ѓурѓовден е најголемиот христијански празник од пролетниот циклус, кој што е непроменлив празник и секогаш се паѓа на 23 април по новиот календар, односно на 6 мај по стариот календар. Овој празник го празнува не само христијанското, туку и целото население воопшто. Има голема традиција во словенските земји, меѓу кои и во Македонија, што значи дека неговата основа е празнувањето на природата, на разбудувањето, на растителноста и на животот воопшто. Според едни извори, Георги Победоносец е роден во Кападокија, во Мала Азија, според други во градот Бејрут,
а според трети во Лида, Палестинска, околу 270 година. Неговите родители биле богати, меѓутоа биле многу честни и побожни. Рано останал без татко, пошто мајка му заедно со него се преселила во Палестина, од каде што потекнувала и каде што поседувала голем имот. Таму го минал своето детство, посетувајќи ги местата каде што Исус го проповедал своето учење. Тука се стекнал и со образование. Бил висок, убав и храбар, поради што добил висока служба во тогашната војска. Уште на 20 годишна возраст добил висок чин воен трибун, а подоцна императорот Диоклецијан го поставил за член на државниот совет, што исто така значело многу големо признание. Но тогаш императорот не знаел каква религија исповедува младиот воен старешина. По смртта на мајка му, тој станал наследник на големиот имот, но набргу ги ослободил робовите, а имотот им го разделил на сиромасите. На иконите Свети Георги е представен како војвода, како на коњ ја убива ламјата, која што се наоѓа под копитата на коњот. И во легендите се раскажува, а и во песните се пее дека светецот навистина ја убил ламјата, што на народот му правела многу голема штета. Преку убиството на ламјата символично е прикажан придонесот на светецот во борбата и победата над негативните демони. На иконата во позадина се гледа женски лик, што ја представува царицата Александра, која што исто така свесно се жртвувала, исповедувајќи ја истата вера како и светецот Георги победоносец. Кај македонците, со Ѓурѓовден започнува летната половина од годината што трае се до Митровден. Затоа во една македонска народна поговорка се вели: дојде ли Ѓурѓовден, чекај го Митровден. На овој ден се избираат селски одборници, протујџери, полјаци, потоа се главуваат момци, овчари, козари, говедари и така натаму. Заедно со тоа луѓето се подготвуваат за периодот што следува и што исполнет со многу пред се полски работи. Човекот му се радува на оживувањето на природата, никнувањето на есенските посеви, на разлистувањето на овошките, на раззеленувањето на гората и на обновувањето на растителноста воопшто, бидејќи тоа значи и негова екзистенција. Меѓу повеќето обичаи и песни поврзани со овој ден, посебно значајно место заземаат оние така наречени билјарски обичаи и песни, што се изведуваат при берењето на билките вечерта спроти празникот и на самиот ден рано наутро. Берењето на штотоку изникнатите разлистени растенија е поврзано со обичајот за потнување, како и со обичајот крмење на стоката, а тие пак со верувањето во магичната моќ на билките. На билје
се оди во блиските шуми каде што можат да се најдат различни некои билки за кои се верува дека поседуваат магична моќ, како што се кукурекот, здравецот, вратиката, среќата, но и некои други растенија како леската, дренот и слично. Таму во групи, девојки, млади невести или постари жени ги изведуваат билјарските обичаи и ги пеат билјарските песни, и овој ритуал е најистакнат во Западна Македонија, подеднакво исто и кај македонските христијани и кај македонците со муслиманска вероисповед. Вечерта спроти Ѓурѓовден се запотнува со гранки од леска и со кукурек. Според верувањето, потката треба да ги чува објектите и предметите од разни опасности, од болести и од други несреќи, а нивите заедно со обиричетот од секаква штета, од поројни дождови, од штетни животни, инсекти, болести и така натаму. Со леска се запотнуваат нивите, односно леите, кујчите, плевните и други поголеми објекти. Леската, според народното верување, е сигурен заштитник, особено од врнежи од град и од гром. Во леска грум не удира, бидејќи Господ ја благословил, а удира само во дрво под кое седи ѓаволот. И кукурекот во народното верување има значајно место. Со кукурек се запотнува по вратите од куќите и плевните, потоа се става на креветите, на ковчезите, амбарите, стомните, на бутинот, на каците, на бочвите, на плугот. Вечерта, спроти празникот, и утрото, на самиот ден кога се берат билките, се пеат песни, познати како билјарски песни, во кои се опева токму тој чин: берењето на билките, запотнувањето, крмењето на стоката и друго. Од разните билки, утрото на Ѓурѓовден се крми стоката. Билките се дробат на ситни делови, им се додава еден полжав, што утрото го донесле билјарките, и тој издробен на ситни делови, се додаваат трици и сол, и со таа крма се крми стоката со верување дека ќе биде поотпорна на болести во текот на целата наредна година. И вапцувањето јајца со црвена боја или жолта има значајно место во ѓурѓовденските празнувања, исто како и на великденските празнувања. Од Великден до Спасовден, а во тој период редовно се паѓа Ѓурѓовден, луѓето се поздравуваат со Христос воскресе и се отпоздравуваат со вистина воскресе и вапцуваат јајца со црвена боја. За Ѓурѓовден јајцата се вапцуваат вечерта спроти празникот и никој, освен домаќинката што ги вапцува, не сме да ги види до утрото. Утрото пак, кога децата ќе се разбудат, со црвено јајце им се минува по лицето со зборовите: црвено, бело, дебело, за да бидат дебели и црвени во образите, како јајцето. Посебно значаен обичај, што е поврзан со Ѓурѓовден, е пулањето или нишањето. На зелени дрва, обично слива, врба, муренка, јаболтница и друго, се обесуваат ортоми и на нив преку целиот ден се нишаат децата, но и повозрасните девојки и момчиња, дури и помладите невести. Секој што е на нишалката во рацете држи црвено јајце, а во некои краишта уште и некој сребрен предмет, најчесто прстен, потоа коприва, трева, огојка, пелаец и камен. Среброто символизира трајност, односно долговечност. Огојката горење, каменот цврстина, лепаецот се носи за да се лепат по девојките момчиња и по момчињата девојки, а и копривата во наредните верувања поседува некоја магиска моќ. При лулањето се пеат песни соодветни на возраста и положбата на оној што е на нишалката. Така, друга песна се пее на мало дете, друга на девојка или на момче, поинаква на невеста и така натаму. Со Ѓурѓовден се поврзани и некои други обичаи и верувања. Така, например, на тој ден рано во зори се пука од пушка за да се избркаат болвите, луѓето се мерат на кантар, поставен на некоја гранка на зелено дрво,
Девојките си ги намачкуваат косите со јајце, за да им бидат полни и густи како јајцето, и гатаат да го дознаат нивниот иден брачен другар. Се изведуваат и обичаи за заштита на стоката, особено од преземање на млекото, зашто се верува дека на овој ден со магии можело млекото од една млечна крава да се пренесе на помалку млечна или дури и на жена доилка. Во верувањето, поврзано со Ѓурѓовден, важно место има и легендата според која Свети Георги ја убил ламјата. Оваа легенда што нашла место на фреските и иконите во повеќе цркви во Македонија е раскажана и во преданија и опеана и во некои песни. Многобројните и разновидни обичаи што се изведуваат на Ѓурѓовден, како што се оние со билките, песните што го опеваат разбудувањето на природата, радоста поради враќањето на животот по зимскиот пасивен период и слично, упатуваат на сознанието дека Ѓурѓовден е сточарски и земјоделски празник, а Свети Георги е небесен клучар кој го контролира небесното и зимското движење, односно небесните и зимските природни појави, што вливаат да биде топло летото и да биде богат беричетот. Но и обичаите со крмењето на стоката, со првото пуштање на добитокот на пасење, со жртвеното јагне и слично, упатуваат на тоа дека Ѓурѓовден е источарски празник. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во Пилевсково село Слепче, на црковната слава посветена на Свети Ѓорѓија, ова 2023 Господово лето, кој се празнува со векови во ова село. Црковниот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, видеот од записот од утринската богослужена литургија, што ја организираа црковниот одбор пред се годинашните домаќини, кои во чест на Свети Ѓорѓија ја подготвија богослужената трпеза, ова 2023 Господово лето, предлагам дел од ова празнување да проследите во продолжение на оваа репортажа. Зашто си свет Боже наш, и на Тебе слава Ти вознесуваме, на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш, и во вечни векови. Уште се молиме за благочестивиот Христови православен народ наш, за неговата победа, обстојање ми и здрави и спасение Господ нашиот Бог да му помага во се да покори под нозите негови секако непријател противник. Уште се молиме за високо преосвештениот митрополит наш Петр, за светот Христа братство наше, за секоја христијанска душа натажена, злобена, на кој што и треба Божја милост и помош за заштита на ова село, за секоја село, за мир и обстојање на целиот свет, за благосостојба на светите Божји цркви, за спасение и помош на отците и браќата наши, кои се трудат и служат ревностно и со страх Божји, за нешто се одсутни, за нешто се на пат, за ицеление што лежат немојни, за покој, леснување, блажен спомен
и прошка на гревоите на сите порано покоени, и православни отци и браќа наши, кои лежат овде насекаде, за избавување на заробените и за браќата наши, кои се во служби, и за сите што служеле, служат на овој свет храм, да речеме, уште се молиме за милост, живот, мир, здравје, спасение, прошка, разрешување на гревоите на Божите раби, Добрица, Зоран, Јасмина, Мите, Сара, Игор, Златко, Жаклина, Марија, Јована со фамилијата Милица, со фамилијата Дијана, со фамилијата Драгица, со фамилијата Слободанка, со фамилијата Злата, со фамилијата Сашо, со фамилијата Свете, со фамилијата Бори, со фамилијата Димче, Марија, Дејан, Оливера, Михел, Мери, Дарко, Мелани, Сара и сите овде присутни. Уште се молиме да се запази ова село, секој село, град, земја и овој свет храм од глад, помор, земјотрес, потоп, оган, меч и напаѓање туѓинци меѓу се нивани да биде милостиви, благонаклонен, добриот и човеколюбив Бог наш да не одврати секој гнев што се движи кон нас, да не избави од својата праведна закана што не притиска, да не помилува. Уште се молиме Господ Бог да не да го слуши молитвениот глас од нас грешните и да не помилува. Благодатная Марија, Господ с тобою, благословена ти жена, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Богородице Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты жена, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших, яко пленник свободител, и нищий заштител, ево твојош ти вразаре поборниче, победоноша великомучениче Георгije, моли Христа Бога, спастися душа наших. Да се помолиме на Господа. Господи Исусе Христе Боже наш, Ти кој си благословил 5 лева и си наситил 5000 луѓе, самиот Ти благослови ги овие левови, пшеницата, виното и елеот, и умножи ги во ова село и во целиот Твој свет, и верните што ќе вкусат од нив, освети ги. Зашто Ти си кој се благословуваш и осветуваш се, Христе Боже наш, Тебе слава Ти унесуваме, со безпочетниот Твој Отец пресвети, лак животворен Твој Дух, сега и секогаш, и во век и веков. Амин. Бога Ти обништаша и взакаша, зискајуш Ти же Господа, не лишација всякого блага. Бога Ти обништаша и взалкаша, зискајуш Ти же Господа, не лишација. И милоста Негова да биде со вас, со Неговата благодат и човеколюбие, постојано, сега и секогаш, и во век и веков. Амин. Да го спомне Господ Бог во своето царство, постојано, сега и секогаш, и во век и веков. И
инвеститори, приложници, украсители, помагатели на овој свет храм, да ги спомне Господ Бог во своето царство, постојано, сега и секогаш и во веки веков. Високо преосвещениот митрополит наш Петар, да го спомне Господ Бог во своето царство, постојано, сега и секогаш и во веки веков. За здравие спасена челта Божи, Димче, Марија, Дејан, Оливера, Михел, Мери, Дарко, Мелани, Сара, и рабите Божи, Добрица, Зоран, Јасмина, Мите, Сара, Игор, Златко, Жаклина, Марија, Јован, со фамилијата Милица, со фамилијата Дијана, со фамилијата Драгица, со фамилијата Слободанка, со фамилијата Злата, со фамилијата Сашо, со фамилијата Цвета, со фамилијата Борис, со фамилијата и сите што живеат овдека во ова село, во ова парохија, да ги спомне Господ Бог во своето царство, постојано, сега и секогаш и во веки веков. Блажено покојните отци и браќа наши, кои почиват овде и насекаде во православните земји за рабите Божии, Најдо, Темелко, Илинка, Алекса, Драгица, Нада, Коста, Марија, Душан, Санда, Снежана, Ѓорѓија, Војне, Спасја, Димче, Љубе, Боце, Војдена, Никола, Менка, Цветан, Ѓурѓа, Ицко, Милена, Кочо, Пелагија, да ги спомне Господ Бог во своето царство, постојано, сега и секогаш и во веки веков. Вас заедно со вашите роднини и пријатели, да ве спомне Господ Бог во своето царство, постојано, сега и секогаш. Источника безсмертна. Амин. Все причастие Божия праведина. Сара, здраве и спасение, живот вечен. Амин. Мелания. Отвори устата. Все причастие Божия трап. Кажи како се викаш. Михаел, на здраве и спасение. Добри, браво, ти млаш си, волен да растиш. Все причастие Божия трап, како се викаш? Стефан, на здраве. Добри, браво, на здраве и спасение, волен да растиш. Труда нима. Господ е заштитник на мојот живот, од кого ќе се плашам. Од посланието на светиот апостол Павле до евреите ќе се чита. Дајте како ништо осветува, ништо се осветуваат, сите се од тебе. И затоа не се срамува да ги нарече браќа, велејќи ќе го возвестам името Твое меѓу браќата мои, насред црква ќе те воспеам. И пак јас ќе се надевам на него и ете мене и децата мои што ми ги даде Бог. Сега и секогаш и во веки веков. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуј нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуј нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуј
Благослови ги овие семиња со различни плодови, освети ги, тие што ќе дадат зашто во Твоја слава и во слава на чест на светиот великомашеник Ѓорѓи го принесле Твоите раби. И затоа, добар Боже на они што го украсили, што вршат спомен, подарим се што проса за спасение за наслед на Твоите вечни блага по молитвите на пречистата владичица наша, Богородица и секојаш Дева Марија и на светиот великомаченик Ѓорѓи, чиј спомен го празнуваме на сите Твои свети, зашто Ти секој се благословуваш и осветуваш се, Боже наш, Тебе слава Ти унесуваме, со безпочетниот Твој Отец, пресвети и благи животворен Твој Дух, сега и секогаш и во век и веков. Господи Исусе Христе, Боже наш, благослови ги ови љубови, пшеницата, виното и освети ги, зашто си свет сега секојаш и во вечни векови. Амин. Господи Исусе Христе, Боже наш, благослови ги овие љубови, пшеницата, виното со Твојот свет дух, се секојаш и во вечни векови. Амин. Господи Исусе Христе, Боже наш, благослови ги љубови, пшеницата, виното со Твојот свет дух, сега секојаш и во вечни векови. Амин. Во слава и чест на светиот великомаченик Ѓорѓи Ти принесувам, Господи, ова бескрвна жртва во најдевесниот Твој жртвеник. Уште се молиме за здравие и спасение на чеата Божји. Димче, Марија, Дејан, Оливера, Михаил, Мери, Дарко, Мелатин, Сара, Добрица, Јован, Јасмина, Мите, Сара, Игор, Златко, Жаклина, Марија, Јован со фамилијата Милица, со фамилијата Дијана, со фамилијата Драгица, со фамилијата Слободанка, со фамилијата Злата, со фамилијата Сашо, со фамилијата Цвето, со фамилијата Борис, со фамилијата. Амин, амин. Святи мученици, же добре страдалчествоваше и венчавшеся, молитесь яко Господу, помиловатися душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвало, мучеников радование, и же проповедь Троица единосушная, Исаия ликуй Дева имя во чреве, и роди Сина Емануила, Бога же и человека, возвок имя Ему, Его же величающе Деву блажае. Христос посреде нас. И ќе биде. Христос посреде нас. Христос посреде нас. Лечето. Подкршете. Фати, кршете. Ајде ти, кршите ми. Јас да кршам. Да, вие сте сите, затоа наполно за много години, здрави и живи. Господ, доста. Чекај, вака. Не, ама Венчавшеся, молитесь яко Господу, помиловатися душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвало, мучеников радование, и же проповедь Троица единосушная. Исаия ликуй Дева имя во чреве, и роди Сина Емануила, Бога же и человека, возвок имя Ему, Его же величающе Деву блажае. Христос посреде нас. Христос посреде нас. Христос посреде нас. Скрши дома. Со, ваше деня. Наполно за много години скрши. Сте здрави и живи. Господ што ви душа сака да ви дава. Амин. Христос посреде нас и ќе биде наполно за много години. Здрави и живи.
Македонска те поздравува. Што денеска овој се готви за какво ручек за Денеска има јавниче. Така? Јавниче. Отприлика за колку души? За 250. 250. И до каде е готово е? Па при крај. А и малце може да се промешка. Може. Дека денот за многу години. За многу години не денот. До година побројни. До година појче народ. Повесели, здрави, живи, појче. Јас како голем љубител на природата пред се и на значајните културно-историски знаменитости како во нашава земја Република Македонија, така и пошироко, истражувајќи ја документацијата и архивите како во нашава земја, така и пошироко и во околните земји пред се, сакам нешто да ви пренесам во врска со веќе се популарниот во светот, така наречен верски туризам, кој што станува веќе една преокупација на најголем дел од населението и кој што обично некако како да го победува, да речем, оној традиционален туризам, одење по жешките плажи и по високи температури, затоа што луѓето се повеќе сакаат мир и тишина, а таков мир и тишина може да најдат пред се во верскиот туризам, во манастирските комплекси кои што се изградени во планинските пазови, каде што и ќе најдат свој мир и спокој. Верскиот туризам е една од најстарите форми на туристички патувања, а денес е многу позначаен како кај нас, така и во светот. Човекот бил и останува појдовна точка и субјективен елемент во така наречениот верски туризам. Тој е придвижувач и учесник на постојните повратни поклонички и друг вид патувања во потрага кон духовна обнова како дел од општиот туризам. Верскиот туризам, како што веќе е познато, не е нешто ново и не му припаѓа само на нашето време, односно има долга традиција од повеќе векови. Овој туризам е посебен вид на туризам и представува збир на односи и услужни активности со кои се задоволуваат пред се духовните, но и културните и социјалните потреби на верниците кои што произлегуваат од нивното религиозно определување. Некои религии во тој поглед се доследни на своите барања, меѓутоа, речи си и да нема религија која денес активно живее, а од верниците да не бара обиколка на верските светилишта. Тоа по правило подразбира кратко или долго патување за верниците, зависно од силината на нивните религиозни потреби, на нивните чувства или на зададените обврски. Други елементи потребни за верски или религиозен туризам се доволниот број верници, доволен број свештенички лица, верски објекти, светилишта, односно свети места и места за прием, за молитва, но и за сместување на што поголем број верници. Како дополнителни елементи се пристапот, тоа значи сообраќајната поврзаност на светилиштето или верскиот објект, водството или лицето кое е задолжено да ги води верниците до објектот, потоа инфраструктурната опременост, односно вода, електрична енергија, канализација, чистотата на средината, свештените лица кои се задолжени да ги пречекуваат верниците и да им го организираат духовниот живот и слободното време за периодот на престој во светилиштето, односно гостопримството како основен постулат. Мотивот
како религиски термин во контекст на туризмот представува сложен и повеќе значаен поим со оглед на тоа дека постојат повеќе облици со кои овој мотив се манифестира во целокупниот туризам. Мотивацијата представува одредена придвижувачка сила кај личноста, а таа се развива и менува под влијание на спознанието и средината во која човекот расте и живее. Уште најстарата историја на човештвото знае за мотивите кои влијаеле и го покренувале од местото на живење, а кои со современ речник денес би ги препознале како туристички. Пред се, тоа биле здравствени, рекреативни и религиозни, односно верски мотиви, кои се предуслов за настанување на феноменот туризам. Покрај овие мотиви, со текот на времето се развиле и други, како битен и значаен придвижувач во туризмот, како што се, например, престиж, снобизам, мода и однесување. Впрочем, туристичките мотиви би можеле да се дефинираат како внатрешни човечки побуди на туристичките движења, односно патувања. Тие представуваат внатрешна сила и насока кон туристички движења, бидејќи предизвикуваат различни видови на стремеж кои делуваат во корист и определување на желбата на туристичкото стопанство, односно поклоничкото патување. Верските патувања може да се разберат, разгледаат и анализираат исклучиво од аспект на верата, но може да се разберат и од туристичка гледна точка. Така, турист-верник може да се појави како учесник и во некој друг сегмент на туристичката побарувачка, при што за вклучување во туристичките агенди не е примарен или воопшто не ги истакнуваат своите религиозни потреби и чувства во зависност од постоењето, тоест непостоењето на некој верски објект. Со текот на времето, религиозниот туризам се развива се поинтензивно и се повеќе се расширува обемот на туристичките патувања. Постојат повеќе подвидови на така наречениот религиозен туризам. Имено, престој во манастир, повеќе дневни или неделни престои во духовните центри, со што се овозможува бегство од надворешниот свет и се бараат доживувања, медитации и разговори со религиозни истомисленици. Патувања за поклонение ги преземаат одделни лица или групи кои се обединети со духовни мотиви и користат некомерцијални објекти за сместување. Патување до свети места, традиционални, по правило се повторуваат во определени периоди во текот на годината. И тоа се оди во група со еднодневна или повеќе дневни обиколки до официјално признати религиозни места или објекти. Потоа, посета на цркви, основен подвид на религиозниот туризам, при што мотивацијата за патување е исклучителен спој на религија, духовни, културни, архитектонски и други интереси. Религиозни настани, посети за учество на традиционални празници со религиозен карактер. Истина ви кажувам, додека постојат небото и земјата. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во Пилевсково село Слепче, на црковната слава посветена на Свети Ѓорѓија, ова 2023 Господово лето, кој се празнува со векови во ова село. речеме сите од сета наша душа и од сета наша помисла, да речеме Господи помилуј. Господи, Вседржителе Боже на нашите татковци, Ти се моли